Дали мислите дека зелените вредности се почитуваат кај нас? Мислам, към младите има такви дечки, баш ги гледам на Фейсбук. Реагираат на уништување на природа, на по овие вировите сакако што беше актуелно летово. Не може у Грција доат, се вртеат тука низ околината. Сите вирови беа зафатени, добро посетени, меѓутоа се лути ако некој фрлаш, ако загадуваш, ако не внимаваш на чистота, на бучава. И тоа ми се свиѓа кај младите. Има се повеќе и повеќе. Гледам и ова. Не сум јас, тука е Скопје. Лагаме ние. Меѓутоа пратам тоа ни страната, лафам ги билиски. И гледам дека реагираат и на сите прелявштини и лоши работи се дешаваат овде во градот. Значи, дали било тоа нечиста улица, фрлено ѓубре, дали неасфалтирана улица, па дупки, па лошо изведени некои зафати, младите реагираат. И тоа ми се свиѓа. По старите мислам дека дали не се активни на Фейсбук и на тие социјалните мрежи, меѓутоа младите реагираат доста. И тоа ми се допаѓа. Добра свест има. Мислам Гевгелија е меѓу и не само Гевгелија, например да земеме и други места, гледам други градови, помалите места. Скопје не го речувам, тоа е веќе друга приказна, меѓутоа помалите места младите нарочито се активни за чување на средината, на околината, се што има тука. Така и што се вика не ни достапни за човекот, а гледам ѓубриње, гледам каучи фрлени, гледам таму перници, нешто што стварно не ми се допадна и што не би требало. Треба тоа да се искорени. Па не баш добро. Не. Па спрема народот баш не се почитува ништо. Не сме баш savesни. И тоа треба да се преземат одговорните. Они знаат што треба да преземат, ние не можеме ништо. Слабо. Не. Зашто? Нема култура, цивилизација. Ја го носи цигарто и ќе го фрлима негде. А квартата на 2 метра, ја дека. Да, што би требало да се превзема во врска со тоа? Дали едукација или нешто? Дисциплина. Моментално, овие денови, ова есен, Гевгелија е така загадена од овие вратци тука, ова место го вика 100 маса. Вечерно време вие да сте тука присутни, негде од 6 до негде 8 часа, додека тие заспијат. И да поминете кога врне доши, кога ќе почне таа од вратчите изметот да паѓа од дрвата. И ова тука зграда која е голабарник направена. И мириса, и перје од сите тие птици излегува, паѓа тука. Кога ќе дувне ветар, па тоа се подига вака во бранови. Знаете тоа како градот ни е загаден, има комунално, и тоа никој ништо не кажува. Сите молчат. Зошто молчат? Што треба да се направи? Во социјализмот општеството беше многу совесно. Сите си ги гледаа работите, сите чувствуваа совест, чувствуваа вина ако нешто не извршат. Ова сега сите си молчат, кучињата одат, караванот си врви. Што да кажам јас повеќе? Да, се почитува. Слабо. Кај нас многу тешко. И да има зеленило, се расчинува. Ништо не се поштои, не се цени. Циркус. Што мислите дека треба да се превземе за да се подобри ситуацијата? Треба згоре надолу да се размислат тие. Сега веќе отворено се кажаа дека само за неините плати мисла. За народот уопште не го шлиат. Ето. Кај нас не се вреднуваат човечките вредности, а не зелените. Кај нас сме систем на распаѓање. Кај нас не постои држава, не постојат институции. Сето ово што гледате е случајна работа или од поранешните системи. Нема ништо сега, се е во раскоп. Тоа е страшна работа. Камо да дојдеме да ги негуваме зелените системи било најдобро. За жал и човечките вредности и системи се во пропаѓање. Делимично. Зошто мислите така? Па, некои не ги почитуваат, некои ги почитуваат. А како би требало да се подобри тоа? Треба да се подобри, секој да мисли дека
Зеленилото е мајка за сите. Не се признава. Зошто мислите така? Обше не знам како ти одговорам, не се признаат. Гледам. А што мислите како би требало да се подобри тоа? Да се по-добре, да има стандард, добре, за да се признава, а иначе нема ништо. Нема ништо во тоа.